Менторите се многу важен дел од персоналниот и професионалниот развој. Тие се инспирација за идната генерација на жени предприемачи кои ќе придонесат во градењето на силно, просперитетно и толерантно општество, акцентирајќи ја при тоа улогата на жените во општествениот прогрес. Ова е темата на денешната приказна. Александра Никифоровски е балетски педагог и кореограф. Собственичка на Bullfrogs балетска продукција и балетско училиште, таа со посебен жар ни ја раскажа својата приказна како едно хоби, односно пасија, може да стане животен повик за отворање собствен бизнис. Пред 18 години официјално почнав да се занимавам со оваа област, поврзана со балетската уметност, но пред 15 решив да го отворам своето прво балетско училиште. Идејата не ми беше на почеток да се многу насочам кон педагогија, меѓутоа подоцна најверојатно сватев дека сум талентирана да работам со деца. И се роди Bullfrogs и од година во година се случуваа различни настани, балетски продукции, нешто што мене многу ме инспирира. И на годишно ниво имаме од 5 до 10 добри проекти. Александра по вокација е економист. По професија сум економист, дипломиран економист, меѓутоа го користам само во оној позадински дел на бизнисот, не ме знаат многу како економист, меѓутоа многу помага во различен начин на размислување кога размислуваш од бизнис аспект. Не дека факултетот секогаш кога ќе го завршиш, туку дека ќе ти ги даде сите придобивки, повеќе искуството, да имаш да научиш од некого и ќе се соочуваш со големи предизвици во текот на работата. И мене не ми било лесно на почеток, и сум имала и проблеми, меѓутоа сум ги решавала, не сум се откажувала. Сум имала периоди кога не било рентабилно, па станало рентабилно, меѓутоа ако веруваш во тоа што сакаш да го оствариш и да имаш собствен бизнис. Таа имала и ментори. Во балетската уметност да, во овој бизнис аспект можам да кажам дека ментор може да ми бил татко ми на некој начин, сум го гледала како работи, меѓутоа и доста сама се градев. Баш во оној дел на бизнисот доста сама се градев. Александра е менторка на дечиња и за себе вели дека е строга во работата со нив. Искрено, како ментор ми е едно големо задоволство кога работам на дневно ниво, можеби некогаш ми проаѓаат и над 150 деца, многу строг, со многу длабок глас. Кај мене треба да има дисциплина, да се работи и не знам која е таа магија која децата ја сакаат кога јас сум строга, а едноставно поседувам гушкање, добивам години едни исти деца да бидат овде, дори имав ситуација дете да ми рече викај Сани, викај така, сакам да ми викаш. Така да не го доживуваат страшно тоа што јас го пренесувам на нив, меѓутоа знаат дека кога ќе се влезе во сала, дисциплината е пред се првата на која јас инсистирам и природно доаѓа од мене. Во работата постоеле и одредени предизвици. Различни биле на почетокот, биле неискусни работи, па треба да помине време, па ќе сгрешиш, ќе се изгориш, што би рекле народно, потоа ќе си платиш 2 пати пошто си се изгорел. Меѓутоа, сега веќе се соочувам на оние работи кои јас лично не можам да ги сменам во нашата држава. Можеби можам, ама тоа исто треба добар план. Например, ние немаме каде да репризираме балетска представа која сме ја дале многу професионално, со сите нишани на една балетска продукција и после 12 месеци можеме повторно да емитуваме затоа што сме во приватен сектор. Недостасува во оваа држава да можеш да репризираш балетска представа и да заработуваш од неа, учениците да се задоволни, гостите што си ги повикал првиот пат повторно да можат да игра таа представа. Има недостатоци во системот, всушност, веќе на оваа возраст и со толку искуство, мислам дека повеќе системски недостатоци во оваа држава има.
Александра со препорака за сите кои сакаат да го остварат својот сон и идејата за собствен бизнис да ја претворат во реалност. Да бидат креативни, тоа што ќе одлучат да го прават, да го сакаат вистински, да се преиспитаат себе, бидејќи ако вистински не го сакаш тоа бледае после одредено време. Мислам, јас сум скроз пример за тоа дека тоа што го правам, навистина го сакам, имам голема пасија према својата работа и ништо не ми е тешко. Да бидат истрајни, има падови, но не се нерешливи и научив во текот на мојата работа и живот дека нема нешто за кое нема решение. Разговорот го завршивме со мислата дека секој од нас треба доживотно да се едуцира, без оглед на својата професија. Менторките може да помогнат во насока на поттикнување на еднакви права помеѓу жените и мажите, уште позначајно е што се силна поддршка на иницијативите на жените предприемачки. Менторството е професионална релација помеѓу менторот и менторираниот. Целта е да се постигнат општи, но и посебни компетенции, а се со цел да се даде поддршка, со самото тоа да се пристапи и до знаење, вештини, но и да се пренесе искуството. Придобивките се повеќеслојни. Менторството е ефикасна метода за професионален развој. Тој го поттикнува растот и мотивацијата, ја подобрува продуктивноста и ангажманот, ја олеснува конекцијата помеѓу учесниците, ја зајакнува заедницата и колективниот идентитет на жените, помага во проширување на мрежата на професионални контакти, создава и можности за соработка и размена на идеи и придонесува за зајакнување на самодовербата. Менторството е многу стара професија. Ако се сетиме уште на од каде доаѓа името ментор, уште може да најдеме во античка Грција и самиот збор кажува дека е тоа некој учител, некој тутор кој што се грижи за нечии развој, личен или професионален. Менторството се дефинира како формален однос за учење, каде што менторите ги поддржуваат и предизвикуваат менторираните да го препознаат својот потенцијал за кариера. Други извори сугерираат дека менторството нуди можност да се научи од искуството. Менторството е важно и корисно затоа што секој треба да добие поддршка. Секој од нас има потреба, ако е можно, некој да го поведе, да каже каде, како, да не ги направиме истите грешки, нели, да учиме од претходното искуство на поискусните. Затоа е многу важно менторството. Менторството, велам, заштедува и време, и енергија, и средства. Просто ако работиме некоја активност или област со ментор, скокаме децении во резултатите. Иако во сите глобални политички документи се зборува за еднакви права на жените и мажите во однос на пристапот до можностите, женскиот парадокс е се уште присутен. Жените се мнозинство од населението во светот, но не се доволно застапени во пристапот до можностите, од преземање на бизнис потфат до управување, од вработување до политички ангажман. Малцинскиот статус на жените во економијата е различен, во зависност од секторите, но и од работните задачи кои жените ги вршат. Жените поретко од мажите преземаат бизнис потфати, а уште помалку жени преземаат технолошки интензивни деловни потфати. Убаво е да се истражи што се нуди кај нас во нашава земја. Јас знам дека Агенција за вработување и во моментов има активни мерки. Агенција за поддршка на предприемништвото има програми кај што можете да добиете помош, субвенција за да си платите ментор, менторка или консултант за некој дел од бизнисот. Наблюдувам, гледам дека постојат и различни проекти финансирани, кофинансирани од Европската унија. Жените кај нас се поактивни, се здружуваат, измислуваат, нудат различни проекти за менторство на жени во бизнисот, за поддршка за развој на вештини и така натаму. Значи треба да се побара, прочита, прво треба да се скрши прагот дека не морам се сама. Дека не е срамота да побараш помош, водство, поддршка, па потоа да видам каде, да видам кого да прашам. Нареден чекоре, прашајте други жени кои што веќе поминале некои предизвици, прашајте имаше ли ментор, менторка, кој ти помогна, како го помина ти ова.
Значи, да сме отворени, да прашуваме и да се отвориме за примање помош и водство. Менторството често се препорачува како особено важно за жените предприемачи. Тоа најчесто е дел од програмите насочени кон поттикнување на жените да започнат сопствен бизнис. Што е менторство? Менторство е однос помеѓу две индивидуи од кои што едната е секогаш учителот, а другата е ученикот. Во однос на тоа што учителот го работи и го има како свое знаење и искуство и начинот на кој што ќе го пренесе према ученикот. Кои вештини треба да ги поседува еден ментор? Еден добар ментор треба да има многу знаење во областа во која што работи и тоа знаење да знае како да го пренесе. Пред да знае како да го пренесе, треба да сака да го пренесе и да покаже разбирање према лицето што е менторираниот, односно ученикот во ситуацијата, да сака најпрво да го опушти и се што може, значи да извади од него, односно да се детектираат прво оние работи што се во однос на самодоверба, на некои стравови, па дали се основани, дали не се основани и се она што го има како знаење, да знае на каков начин да го пренесе према менторираниот. Секогаш се прави некој индивидуален пристап во однос на тоа, затоа што сепак сите лица не се исти. Треба најпрво да се види личноста, што е она што сакаме да го постигнеме кај неа и на кој начин и како да пристапиме кон тоа. Се прави некое стратешко планирање како и на кој начин ќе се одвива целиот менторски процес. Треба да има комуникацијски вештини многу големи, да знае најпрво да покаже емпатија, да слуша добро, значи да покаже едноставно меѓучовечките односи да бидат сведени толку многу добро за да може лицето што сака е под менторство да ги стекне сите оние вештини што му се потребни за да може понатаму да продолжи во процесот во кој што е менторството одредено во тој период. Колку и зошто е важно менторството за развивање на женското предприемништво? Многу е важно затоа што знаеме во какво општество живееме. Секогаш не сите имале исти услови да се школуваат, не сите имале исти услови да имаат добри линкови. Во тој случај, кога сака една жена предприемачка да започне собствен бизнес, сега зборувам и од собствено искуство за некој кој што основал преку 300 компании за жени, значи сум се сретнала со различни категории на жени, значи од жени од социјален ризик, жени самохрани мајки, жени жртви на семејно насилство, дури жени на високи менаџерски позиции, високи државни функции. Сега во тој сегмент зошто е битно? Затоа што она што можеме ние да го понудиме како експертиза во делот на регулативата, во делот на комуникацијски вештини, тајм менеджмент, сето она што е потребно на една жена да може да биде спремна да го започне сопствениот бизнис, како ќе го води тој бизнис и сите оние предизвици со кои што ќе треба да се надминат во текот на процесот, тука е менторот да може да биде достапен во секој момент и да го следи целиот процес како таа се развива. Така да сакате да кажете дека на некој начин успехот е заеднички и на менторот и на менторираниот. Апсолутно, затоа што тоа е, пак ќе кажам, тие меѓучовечки односи што се најбитни во целиот процес. Најпрво, како што кажав и претходно, менторот треба да сака да го пренесе своето знаење и треба да сака да види резултат од другата страна. Значи, тогаш, кога најпрво ќе се детектираат кај се проблемите, што е она што му е потребно на лицето, што е под менторство, и затоа е оној индивидуален пристап можеби најдобар првично да се направи една детекција, значи што е она што е потребно, кои вештини му се потребни да се развиваат за да може да биде успехот загарантиран, односно да полесно се движиме нагоре. Дали ова значи дека треба да се избегнуваат опциите за групно менторирање со цел да имаме подобар процес кој што ќе го доведеме до финална фаза? Не, едноставно тоа си има и предности и слабости. Меѓутоа, од една страна по интимен е односот кога е индивидуално, кога се работи со едно лице, значи поотворени се затоа што сме имале специфични ситуации каде што не секогаш сака да се сподели или приказната и проблеми или било што е што настанал, зошто на пример е потребно менторство во тој период. А од друга страна па групните
групните менторски програми па си имаат други предности во однос на тоа што и меѓу себе ќе почнат да се запознаваат, значи да си споделуваат искуства, да се дружат, значи самото тоа си има па една друга убавина и можеби понатаму да дојде, јас сум имала искрено и такви реални примени каде при групни менторски програми кои што сме ги работеле, во самиот процес нели покрај тие пријателски нели односи што се развиваат, сме имале ситуации каде што се родили партнерски односи, зборувам сега од бизнис аспект. Дигиталното време во кое што живееме дава и многу можности. Дали во таа насока онлайн менторирањето може да биде исто така успешен метод за унапредување на вештините кај оние кои што сакаат да бидат менторирани? Секако, новото време ни го донесе нели и нови форми на работа, нови форми на менторство, апсолутно не е ништо страшно, особено уште подобро во однос на тоа дека можеме од секаден, од било која точка во светот нели да се поврземе со на било која платформа, на било која социјална мрежа и да можеме нели да направиме нешто што сакаме нели заеднички во делот на менторството. Колку менторските програми се важна алатка во надминување на родовиот јас, особено во средини каква што е нашата, например? Видете, јас не се согласувам со тоа, иако да, ситуацијата е таква каква што е. Јас секогаш изнаоѓаме начин како на жените, за тоа што кај нас уште имаме машки женски бизниси, поделба нели на функции, на позиции, па сакам да одам на повисока позиција, ми се случувало тоа, па знам дека таму ќе аплицираат мажи, па значи градењето на тие релации, на тие врски помеѓу менторот и менторираниот е баш во насока на градење и на поголема самодоверба и надминување на сите можни стравови што се јавуваат како пречки, вклучително и родовиот јас. Да нема задржување во однос на тоа што сакаме да го постигнеме, па сега како мене ќе ме гледаат од другата страна, па дали ќе помине, дали нема да помине. Апсолутно, значи сето она што го имаме како програми, барем ние кај нас во нашите програми што ги работиме, е во насока на жената да биде свесна за себе, да биде свесна за своите способности, за своето знаење и сето она што го поседува како вештини и компетенции, дека може да биде рамноправна со мажот. И за крај, кој беше вашиот ментор или менторка? Па јас низ годините сум имала повеќе ментори, значи би го издвоила тука првото мое неформално вработување како практикант во адвокатската канцеларија, каде што имав нели адвокат кој што од него ги стекнав многу големи знаења и вештини во однос нели на правото, затоа што по образование сум дипломиран правник. Меѓутоа низ годините, зависно од потребите, зависно од тоа што нели ми требало да се надградувам, сум имала различни ментори од различни области, затоа што и модерното време ни го наметнува и ни става големи товари, дека треба да знаеме се и се што, дека треба да имаме буквално вештини од секоја област. Дури ќе кажам и од самите вработени што ги имам како мои ментори, затоа што младата генерација знаеме колку многу добро се снаоѓа со сите овие нови дигитални форми, дигитални алатки, па секогаш знам да ги консултирам и нив и буквално вие сте мои ментори во таа област. Колку кај нас се препорачува и колку кај нас се користи менторството? Па низ годините можам да кажам дека бидејќи сум била вклучена во повеќе програми за менторство најчесто на жени од различни категории, имаме подобрување, меѓутоа не е така како што е да речеме во другите држави. Плюс тоа не е ниту институционализирано. Сега, во рамки на некои високообразовни институции и универзитети веќе во самите програми имаат одредени менторски програми каде што одреден професор го менторира студентот. Одредени организации како поголеми корпорации каде што се во однос на новите вработувања и на веќе постоечките вработени кои што сакаат нели да одат еден степен погоре, секогаш имаат ментори во рамки нели на своето работење. Исто така и компаниите, кај што ние сме вклучени директно, конкретно и за основање на новите бизниси, буквално имаме менторски програми каде што ги нудиме и
пред започнување на самиот бизнис, да можеме да ги подготвиме да бидат спремни за она што ги очекува понатаму. Секогаш има изненадувања, некои работи што не може човекот да ги предвиди што сака, независно дали е маж или жена. Меѓутоа, тука е менторот да може да го поттурне, едноставно да му биде малку ветар во грб, за да може да го реализира она што е замислено. Односно, заеднички да ги постигнат целите кои што се веќе поставени. Јас би кажала тука еден пример од мојата пракса, каде што колку влие негативно можеби понекогаш и средината и родителите во однос на тоа што сака одредено лице да го постигне конкретно за започнување на сопствен бизнис. Значи бев предавач на во една образовна институција, каде што студентот понатаму покажа интерес дека сака да направиме неколку сесии во однос на тоа дека размислува да започне сопствен бизнис, меѓутоа има некои пречки кои што едноставно не му даваат да направи чекор напред. Значи ние работевме околу 3 месеци. Значи дечкото се охрабри буквално, започна да работи. Од целата програма што ни беше зацртана да ја сработиме, ние за 3 месеци ја поминавме. Он успеа за 3 месеци да отвори сопствен бизнис, да почне да работи и тоа успешно да работи. После известно време ми се јавува девојка една, кажува, сакам века само чисто се видиме да ви се заблагодарам. Конкретно девојката негова, они живееле заедно. Вика, он 2 години се мачеше, сакаше, идејата му беше во глава, толку и многу имаше желба, меѓутоа имаше постојана обструкција од родителите дека не го бива, дека нема знаење, дека бизнис е само за тие што имаат пари. Значи едноставно менторството е многу клучно во одредени сегменти. Колку менторот ќе процени дека тоа лице може од него да се извади максимумот или евентуално доколку сака одредена работа, менторот процени дека во моментот не е спремен, идејата не е доволно зрела, едноставно проценува и кажува дека во моментот можеби треба се направи одредена пауза, па по извесен период да се продолжи со одредени активности за тоа што треба се средат претходно некои други работи што може да му биде олеснување во понатамошното работење во однос на тоа. Можам да кажам дека се случи спонтано, поради тоа што дојде ковид пандемијата. Да не беше ковид пандемијата, можеби работите и немаше да се случат. Можеби ќе се одлучев малку подоцна во текот на годините да започнам собствен бизнес. Во текот на целото искуство во маркетинг индустријата, каде што поминав 15 години, го собрав искуството, бев созреана, меѓутоа не бев спремна да започнам нешто свое. Кога се случи пандемијата, на многу умина од нас се случија и многу промени во однос на размислувањата. Многу луѓе се охрабрија, не само од помладата генерација, туку и токму и ние кои што веќе сме 40 плюс и дојдовме во стадиум каде што рековме, окей, сега е можеби вистинскиот момент. Јас дојдов до тој стадиум. Се беше спонтано, само одлучив дека треба да го работам, тоа што навистина го сакам и навистина ме исполнува. Тоа беше мојот почеток. Се одлучив и ева сега сме тука. Интересни предизвици би можела да кажам. Првата година мислам дека беше најдинамична, во смисла јас можеби не знаев во одредени моменти како треба да делувам, што треба да направам, меѓутоа само треба да не се откажуваш кога ќе ти дојде одредена препрека, да го најдеш најдобриот начин како да се справиш со таа препрека. Се што треба човек да направи е да не се откажува, бидејќи нема ништо лесно. Значи, особено кога ќе започнеш свој бизнес, работиш од сабајле до вечер, буквално. И претходно тоа не беше исклучок во мојата ситуација, меѓутоа, сепак одговорноста е многу поголема кога водиш одредено место, кога одредени конкретни луѓе доаѓаат тука, работат и треба се да функционира безпрекорно за на крајот од месецот, на крајот на годината да има и одредена финансиска исплатливост. И можеби тој предизвик за мене беше еден од потешките проблематики, да.
Имам ментор сега, во текот на оваа работа, која што работам моментално, меѓутоа, додека го градев брендот, не точно знаев што сакам, во која насока треба да се движат работите, како сето тоа треба да изгледа и многумина ми кажуваа дека треба да размислам, бидејќи можеби не е вистински момент во време на пандемија, кога се е затворено, за да се вложува во ваков бизнис. Мојата интуиција велеше дека сосема спротивно треба да направам. Бев убедена и сигурна дека треба да се вложи така уште повеќе од претходно во вакви центри, каде што луѓето, особено после пандемијата, го сменија својот лајфстайл и до ден денеска се повеќе расте потребата од ваков тип на центри, йога центри, mindfulness центри и што и да е друго за да се делува нели на целиот mindfulness кај луѓето. За напредок многу можам да кажам. Во конкретниот случај, ако нема ментор, сметам дека можеби мојот напредок ќе оди многу поспоро. Да, благодарение на мојот ментор, односно учител, мојот напредок е поголем, продлабочен. Треба постојано да се вложува во себе, во едукација, исто така и во сите луѓе кои што решиле или да се занимаваат со оваа дејност, без разлика дали се директно инвеститори во тоа или пак работат само како вработени. Сметам дека едукацијата која што треба да ја примаат постојано, да учат, за да видат нивен напредок и прогрес. Сите луѓе кои што доаѓаат тука, настапувам исто како што сум го добивала тоа и од моите учители, од мојот учител, и сакам да споделам буквално се што мене ми помогнало за да се справам со одредени стресови, да донесам одредени одлуки кои што во моментот не сум знаела дали се исправни или не, луѓето да се најдат некаков баланс каде што ќе можат да изградат конекција со себе и да бидат посреќни во начинот на живот. Би препорачала само едноставно дека треба да си ја следат интуицијата, доколку можат да најдат начин како да си ги надминат стравовите, бидејќи секогаш постојат препреки, стравови во животот. А ако подклекнеме на стравот, никогаш нема да одиме напред. Во принцип тоа сакам да кажам дека секој треба да се охрабри и да си ја следи својата интуиција. Да 31-годишната Данче Азманова-Мирчевска е контент креатор и основач на платформата Working Mom, каде што отворено зборува и споделува за кариерните предизвици кои ги носи бременоста, мајчинството и татковството. Таа разработува табу теми за кои малку се зборува, а сите суптилно сакаат да ги знаат. Пишува за падовите, подемите, предизвиците и научените лекции на луѓето кои тежнеат кон свесно родителство и кариерна експанзија. Таа е и коосновач на креативната бизнис иницијатива Trixie Box. Кога останав бремена, пребарував на интернет ресурси за тоа како да се справам со предизвиците од самото работење за време на првите денови од мајчинството, но и како трудница. И она што го пребарував на интернет не беше ниту релевантно, ниту имаше некои практични совети, се беше некако copy-paste совети за кои што не сум ни сигурна дали родители ги напишале тие совети, па си реков, зошто бесцелно е да барам совети, кога може едноставно јас да ги креирам тие совети, подпирајќи се на моето децениско искуство како контент креатор. И баш во тој период, кога бев 5 месеци бремена, со сестра ми ја стартувавме иницијативата Trixie Box за креирање уникатни тематски подароци, па ми беше јасно дека аз нема да имам некое класично породилно отсуство како другите, туку и додека сум во самата клиника, јас ќе враќам на пораки за нарачки, бидејќи беше баш празничен период, мислам дека Великден се погоди 8 март, тој период беше и така и беше.
Па неколку месеци подоцна ја основав и платформата Working Mom на еден начин како одговор на моите дилеми како да се справам со тие предизвици со моето рано мајчинство. И на почетокот тоа беше замислено да биде како еден мој блог, каде што ја самата ќе си пишам совети врз основа на моето искуство, но преку ноќ некако луѓето, стотици луѓе ми пишаа дека сакат и тие да споделат свое искуство, што мене многу ме радуваше, бидејќи не беше тоа воопшто замислата, целта беше да биде анонимен блог на некој начин. И така, ете, за неколку месеци платформата прерасна во нешто вирално. И навистина ми е драго што ете со секој измина ден се повеќе луѓе ми пишуваат и споделуваат свои искуства на платформата Working Mom, од кои што сите ние може многу да научиме. Сметам дека токму популарноста на самата платформа се должи на тоа што им се укажува на самите родители, особено фокусот е ставен на мајките, дека една жена не мора да бира меѓу тоа дали сака да се оствари како родител или да си има кариерна експанзија, професија од соништата, туку една жена може да ги има и двете работи и тоа без компромиси. Па од тука поради популарноста дојде идејата за организирање интерактивни работилници за родители по компании, кои што не само на хартија, туку на вистина сакат да ги поддржат своите вработени што се родители, да им помогнат да бидат пофокусирани, попродуктивни на работа, но истовремено да бидат и посветени родители во својот дом. Данче имала и свој ментор и има амбиции самата да стане менторка. Имав еден вид на лайф коуч, Маја, која што навистина многу ми помогна кога се соочував со тој синдромот на помала вредност и ми беше страв да објавам платформата Working Mom, иако не ни сонував дека многу луѓе ќе ја читат оваа платформа, и таа работеше со мене неколку месеци со цел да види каде се крие тој мој страв, зошто јас се плашам да објавам нешто што можеби никој нема да го прочита. И по низа на многу сесии, на многу вежби, конечно откривме каде лежал стравот, ја успеав да го кликнам копчето објави на платформата и навистина ми е драго што верував во процесот што Маја ми го понуди и што се осмелив, се охрабрив да објавам платформата, бидејќи ете денеска сум овде каде што сум инспирира многу други жени и мажи да бидат она што се, да не се плашат јавно да зборуваат за своите предизвици како родители и заедно ги рушиме табу темите. Инаку да, јас сум во процес, се обучувам да бидам менторка на жени, на девојчиња со цел нели да им го пренесам моето знаење, моето искуство и да им помогнам да кренат по патеката што ќе ги исполнува и која што ќе им помогне да се чувствуваат реализирано. Ризици и предизвици постојат, но во одреден момент потребно е да се згазне едно скалило напред. За мене лично тоа се случи кога еден ден се заминав дома после работа, се погледнав во огледало и си реков дека мене ми е веќе преку глава, да се чувствам толку здодевно, толку мизерно на работа, едноставно едва и да чекам да дојде викенд, па дури да трпам некои неправди и дискриминации само затоа што сум жена. Се прели чашата и тогаш беше тој момент кога си кажав толку е, готово, и јас ќе почнам нешто свое, затоа што ако не сега, кога би почнала? Не е едноставно искуството да се развива бизнис со бебе. Сакала да кажам дека правилно, добро менаџирање со време е клучот, одговорот на ова прашање, меѓутоа тоа е само мал дел од решението, бидејќи еве моето дете е 11 месеци и се уште нема некои фиксни, стабилни рутини, нема некое конкретно време за спиење, па јас околу тоа да се организирам. Сметам дека ако навистина сакате да започнете нешто свое, најпрви треба тоа вистински да го сакате, да ви биде пасија и да се помирите со тоа дека можеби некој период или неколку месеци, па дури година ќе го работите тоа за без пари или за многу мал финансиски надоместок. Би било супер доколку би имале поддршка, например додека вие работите некој дома да ви го причува детето на саат-два ако работите од дома, или пак евентуално да ја користите секоја можна дремка на детето, дури вечерта, за вие да се фрлите на работа веднаш штом го заспиете детето, нешто што често го правам се уште. И секако ако не пиете силно кафе, да почнете да пиете и да се подготвите дека ќе работите и кога ќе сте многу уморни, а често ќе сте уморни, да, тоа е вистината.
Данче ги охрабрува сите жени кои сакаат да започнат нов бизнис. Сметам дека самиот факт дека ќе имаш дете или имаш дете е еден толку голем мотиватор, ти дава толку многу волја, што само мислам дека родителите би го разбрале тоа, ти дава волја за да му покажеш на тоа дете што значи да има цел, да биде една реализирана, исполнета личност, фактички да му бидеш ти пример за и тоа ако кога ќе порасне, ако сака да отвори бизнис, веќе да има на кому да се угледува, да ги следи неговите стапки. И сега за крај можеби ќе звучи навистина клише, но е жива вистина дека само среќна и исполнета мајка може да расте среќни и исполнети деца. Жените се добри преговарачи. Статистиката вели дека доколку во преговарачкиот тим се вклучени жени, шансите за поповолен договор се поголеми. Ајде да видиме каква е состојбата со жените ментори во Северна Македонија. Земјите од регионот на Западен Балкан секоја година губат околу 18% од бруто домашниот производ, поради родовиот јас на пазарот на труд, при што 2/3 од загубата се објаснуваат со ниската стапка на активност на жените, а преостанатиот дел се должи на разликите во изборот на професиите помеѓу мажите и жените, укажуваат податоците на Светската банка. Кај нас не се големи бројките, иако тие храбро растат. Бројките се навистина во мали проценти, можеби не сум проверила скоро, но веројатно се едноцифрени бројките на растот на отворање на бизниси. Голем број пречки има тука од стереотипите, влијанието на средината, очекувањата на средината, на околината, нашите внатрешни лични поимања, што се очекува од мене, што треба да дадам, правам, пружам во семејството, во заедницата, што тоа значи да отвориш бизнис, да водиш свој бизнис. Значи, нашите сваќања, очекувања, понатаму немат се уште доволно олеснување и поддршка за жените со леснотија да можат да отворат бизнис. Има, доста работи се прават, се преземаат и уште треба да се преземаат. На жената треба да и се олесни, особено на оној дел од женската популација која што, ако ви се верува, се уште нема имот, например, на свое име и не може да дојде до кредит за да заложи традицијата, си го направила своето. Од друга страна би додала па кои се причините зошто жените отвораат бизнис и што е добро. Не велам дека секој треба да биде предприемач или дека тоа е идеалното решение, но најчесто жените отвораат своји бизниси од следниве неколку причини. Не мора да се по овој редослед. Флексибилноста на работното време, значи слободата да се справам со сите мои улоги, со сите очекувања, барања, обврски, се што сакам да постигнам и сама да го одредувам времето. Друга причина е желбата за креативност. Просто извираат идеи од нив и тие имаат решенија за некои проблеми во општеството, во економијата и тие се решаваат, сакаат да отворат и да се изразат преку својот бизнис. Трета причина е материјалната финансиската екзистенција. Тоа е начин на кој што можат да заработуваат за живот, за убав живот, зашто да не. И четврта причина која се уште ние тука не ја согледуваме доволно, а во светот избива како причина е жените преку бизнисите го менуваат светот. Преку отворање свој бизниси тие креираат услуги, продукти, креираат цели движења, креираат свесност за некои теми и така го менуваат светот, истовремено заработувајќи и креирајќи производи и услуги. Анализите укажуваат дека жената предприемач во Македонија ретко користи грантови, кредити или друга финансиска помош, но изразува заинтересираност да користи средства од фондовите за развој на предприемништвото. Ретко користи консултантски услуги, а токму тие може да придонесат за успешна приказна. Основната улога на менторите е да поттикнат, да поддржат и да подадат рака на перспективните жени со цел постигнување на успех и лидерство во својот домен на делување. Менторот може многу да помогне, а сепак главната одговорност е кај личноста што го прима менторството, што ги добива тие услуги, таа поддршка, дали и како ќе ги послуша, примени, дали и како ќе ги поврзе со своите лични специфичности. Така што има тука, како и во секој однос, нели, има две страни.
Менторите може да помогнат во насока на поттикнување на еднакви права меѓу жените и мажите, а уште позначајно е што се силна поддршка на иницијативите на жените предприемачки. Жените ментори можат да обезбедат пример за оние жени кои започнуваат свој бизнис. Европската комисија наведува дека менторските програми би биле корисни за жените предприемачи. Улогата на женскиот ментор како модел се истакнува како причина зошто оваа форма на поддршка е важна при решавањето на родовата неравнотежа во предприемништвото. Менторите може да помогнат во совладување на бариерите што може да се појават поради родовите предрасуди или општествените норми. Присуството на жени на лидерските позиции служи како инспирација за девојките и младите жени, покажувајќи им дека нема граници за нивните аспирации. Well, we wanted to make a difference and talk about women who are making a difference, who are advancing equality, who are breaking taboos, and by the acts that they do day in, day out in the community. 7 women have been selected from across the country. Each of them is remarkable in different ways, breaking glass ceilings, showing us how it can be done. Доколку би сакала да се опишам самата себе си, сигурно нема да бидат доволни 1 или 2 збора, најверојатно ќе бидат потребни повеќе зборови, меѓутоа, еве јас се одлучив да кажам дека најнапред сум умена, сум човечна, сум добра, сум бестрашна, упорна пред се, за да можам да го постигнам сето ова за кое што еве денес сум номинирана како Европска жена на годината. Еве јас за себе, ако ме прашувате, би го одбрала зборот споделување. Зошто? Заради тоа што ја работам најблагородната професија на светот. The words that I can describe myself, like I don't have one specific word. I have 3 words, like strong, honest and brave. Зборот со што ја сама себе си ќе си се представувам е уствари љубовта. Оној збор кој избрав да ме опиши е можеби бестрашна. Зошто бестрашна? Затоа што секоја жена треба да биде бестрашна во своето собствено остварување. Остварување како жена, како мајка, како сопруга и како еден еднаков член на целото општество. Well, I will say courage, the first word to describe me, because if so many people think it's crazy to come back from New York and USA back in Macedonia and start a completely new man world business, which means to be a farmer. Во однос на репродуктивното здравје и права на жената ромка, сведоци сме на целата голгота и проблеми со кои се соочиле овие жени повеќе од 10 години, кога повеќе немаше отколку што имаше гинеколог во Шуторизари. Студиите покажуваат дека жените може да се оценуваат покритички од мажите во професионалните средини. Ова е поврзано со стереотипите кои предпоставуваат дека жените се помалку компетентни за лидерски улоги, што резултира со поригорозни стандарди за процена. Жените не мора да бидат совршени, да изгледаат совршено, да се облекуваат убаво и да бидат постојано насмејани за да успеат. Студиите покажуваат дека жените може да се оценуваат покритично од мажите во професионалните средини. Ова е поврзано со стереотипите кои предпоставуваат дека жените се помалку компетентни за лидерските улоги, што резултира со поригорозни стандарди на процена. И младите генерации во Северна Македонија им робуваат на родовите стереотипи. Често се борат да ги искорена стереотипите, но секој втор смета дека тие учат од членовите на семејството. Ова го покажа најновата анализа на Националниот младински совет на Македонија во соработка со мрежата Стела. Анализата покажува дека повеќе од половина испитаници сметаат дека физичкиот изглед, наметнат од родовите стереотипи и улоги, има влијание врз тоа како ќе бидат третирани жените или мажите. 59,3% од испитаните млади, мажите и жените немаат еднаков третман во Северна Македонија. Истражувањето покажало дека 22,9% од испитаничките и 26,5% од испитаниците сметаат дека жените при бременост не може да извршуваат одредени работни обврски
поради нивната емотивна состојба. Секој четврти испитаник смета дека жената има обврска да се грижи за хигиената во домот и да подготвува храна, а секој петти смета дека мажот е одговорен за плаќањето на сметките, а 18% смета дека одлуката за купување на автомобил треба да ја донесе мажот. Сите ја знаат Опра Винфри, но веројатно малкумина ја знаат нејзината менторка, легендарната поетеса, авторка и активистка за граѓанските права Маја Ангелио. Таа го обликувала моќниот телевизиски израз на Опра. Сите ја знаат Опра Винфри, но веројатно малкумина ја знаат нејзината менторка, легендарната поетеса, авторка и активистка за граѓански права Маја Ангелоу. Таа го обликувала моќниот телевизиски израз на Опра. Светски познатата моделка, актерка, предприемач Иман Мохамед Абдулмаджид, професионално позната како Иман, е пионир во областа на етничката козметика. Нејзиното издигнување на врвот на оваа индустрија е резултат на улогата која ја имала нејзината менторка Роуз Мари Браво, од која научила бројни успешни тактики. Мариса Маер е успешна деловна жена која се наметна како компјутерски научник во индустријата во која генерално доминираат мажи. Клучните вештини за лидерство ги стекнала благодарение на нејзиниот ментор Ерик Шмидт. Една од нив била да ги слуша своите вработени како главен приоритет, што и помогнало да прерасне во ефективна, ефикасна и успешна лидерка. Тимовите во кои се вклучени жени соработуваат многу подобро. Жените, точно поради нивната научена улога, се подобри ментори и имаат поголем успех во менторирањето и обучувањето на помладите колеги. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!